Најталентираните ученици од Македонија имаат можност да учествуваат на меѓународните надпревари повторно со поддршка на државата. Првпат по 11 години владата им ги покри трошоците на талентираните млади хемичари кои се вратија со 5 медали од Дубај и Бразил. Тие се најдобрите амбасадори, децидна е министерката Весна Јаневска. Министерството ги поддржува талентираните луѓе и оваа година ги покри сите трошоци за учество на една олимпијада, а пак учениците ќе имаат можност да аплицираат за да си остварат дополнителни права за талентирани ученици. Министерството и во иднина ќе продолжи да ги спонзорира и мотивира најумните деца од Македонија и не само нив, и сите останати со сите можности кои ги има на располагање. Професорите задоволни од поддршката што ја добиваат нивните ученици, велат ослободени се од финансиски товар и тоа е големо олеснување. Огромно олеснување за организацијата и за Сојузот на хемичарите, кој што претходно секоја година мачеше со обезбедување финансиски средства. Се надеваме дека ова веќе е надминато и дека во иднина нема да имаме проблеми од овој тип. И ќе се фокусираме пред се на подготовките и постигнувањето на уште подобри резултати од овие кои што ги остварувавме. Овој пат Министерството навистина смогна сили и овој повеќе годишен проблем е веќе надминат и нашите олимпици можат и понатаму наредните години да бидат сигурни дека ќе бидат финансирани од Министерството. За Марио Ванчевски, кој од Дубај годинава се врати со 2 освоени медали, Македонија има добри услови за образование тука. Тој веќе од утре ќе ги почне студиите на Институтот по хемија. Сметам дека и тука во Македонија имаме многу добри услови за студентите и сметам дека моето образование ќе имам добро образование и овде во Скопје. Министерството работи на нова концепција за спонзорирање на најталентираните млади кои во иднина ќе ја представуваат државата.